Реченици со кои нешто тврдиме или одрекуваме се нарекуваат искази. Например, математиката е општествена наука, живата не е метал, летото брзо ке заврши. Фактичка содржина на исказот представува информација за состојбата на нештата што ја добиваме од исказот. Логичка содржина на исказот представува можноста да бидат вистините или лажни. Под вредност на вистинитоста се подразбира исказите да бидат вистините или лажни, но не истовремено вистините и лажни. Според својата структура, исказите се делат на елементарни и сложени. Деловите на елементарниот исказ се субјект и предикат. Елементарни искази се оние што не може да се поделат на попрости искази. Пример за негативен елементарен исказ би можел да биде китот не е риба. Афирмативни искази се оние со кои нешто се тврди. Партикуларните искази можат да бидат лажни. Исказите, во зависност од бројот на објектите од некоја класа за кои нешто се кажува, ги делиме на сингуларни, партикуларни и универзални. Пример за сингуларен исказ може да биде: Петар е ученик во 4-та година. Сложени искази ги викаме оние кои се образувани од елементарни искази и сврзниците и, или, ако, тогаш. Например, ако учениците учат, тогаш добиваат добри оценки. Логиката не се интересира за содржината на исказите, таа се интересира само за вистинитоста.